Во дерматолошко-естетска ординација Дермаплус и овој пат не пречека примариус доктор Коста Цветковиќ, дерматовенеролог, подготвен да одговори на сите ваши прашања на темата за која вие покажавте особено голем интерес – ботокс. И ве најпрво би сакала да ви поставам прашање што е тоа ботокс и зашто се користи. Ботоксот е токсин кој е пронајден уште 1700-та година. И многу е интересно како е пронајден во кобасици. И латинското име ботокс значи кобасица во превод, бидејќи бил пронајден во кобасиците и бил многу смртоносен. Значи интересно да се каже дека 1 килограм од ботокс, правиот ботокс токсин може да предизвика смрт на целата планета, наша планета. Значи многу сериозен токсин. Иначе за среќа уште пред 10 години, 2000-та година, Американската асоциација за храна и лекови го одобрува ботоксот за лекување и за косметски третмани. Сега јас би сакала да прашам за процедурата на овој третман. Колку време трае, како се користи, кои препарати се користат? Процедурата е многу лесна, безболна, брза за апликација на ботокс. Значи прво регијата нормално се чисти со дезинфициенци. Се убризгува точна одредена количина во интернационални единици во секоја регија каде се аплицира ботоксот. Значи многу е важно тоа да се знае колку интернационални единици од ботоксот се убризгува. Тоа се процедурални тестови каде е опишено процедурата за боцкање со ботокс. И после третманот се користи лесна маска за рехидратација, да се намали и црвенилото и се препорачува неколку часа после третманот да не се легне, да не се спие, за да со движење на тој мускул ботоксот се фати во одредената мускулна регија која Што потоа, има ли период на опоравување? Значи, после тоа настанува опуштање на мускулот во период од неколку дена до максимум 7 дена. Значи, реакцијата не е моментална. Да речеме за разлика од филерот, каде по убризгување на филерот се гледаат резултатите. По убризгување на ботоксот, значи тоа е период до 7 дена за да настане саканата, посакуваната регија да се опушти и ботоксот зависно од мускулатурата, зависно од регијата, држи до максимум 6 месеца. Значи отприлика од 4 до 6 месеца е дејството на ботокс. Така, понатаму потребно да се направи нов третман за да се продолжи дејството. Точно. Се препорачува да се направи нов третман, некогаш, да речеме, кај помладите луѓе, каде имаме мимички брчки, се препорачува 3 последователни третмани на 6 месеца, за да подсвесната гримаса ја заборавиме и да после тоа нема потреба од ставање ботокс. Така. Дали постојат одредени лица каде што вие или одредени периоди во годината кога вие не го препорачувате ботоксот, кога ботоксот едноставно не е добра опција? Не, такви забрани, да речеме, во зависност од временските прилики услови не постојат. Постојат одредени правила кога смее, кога не смее да се користи ботоксот. Значи ботоксот не се користи, да речеме, на регии кај што имаме хронични болести, кај што имаме ранички на лицето, улцерација, предканцерозни состојби, херпес кај што имаме на таа регија. Значи се чека да се санира регијата за да се употреби.
Така, постои ли посебна нега понатаму која треба да се применува на делот каде што е вметнат ботоксот? Посебни третмани да се прават или посебни препарати да се користат за нега на тие делови? Значи, што е многу важно? После убризгувањето на ботоксот се препорачува што помалку манипулации на таа регија. Значи, секоја манипулација у смисол на третмани на лице, масажи на лице, сауни, повисоки температури, кварцење, солариуми, го намалува, го скратува дејството на ботоксот по одреден временски период. Така, постои ли возрастно ограничување од кога смее и треба да се користи ботокс? Стрикно ограничување временско нема на возраста на пациентот, но се препорачува кај прво после полнолетството и кај долната граница е со појавување на првите брчки. Значи да се стопира продлабочувањето на брчките на лицето. Значи за тоа највеќе се користи ботоксот кај помладите. Бидејќи ако настане длабока брчка, ќе мора да се користат паралелно и други третмани за намалување на длабочината на брчката, освен ботокс и намалување на длабочината на брчката. Така, дали се можни компликации при третманот, по третманот? Компликации се можни. Компликации се можни, значи со несоодветни игли, користење на несоодветни игли, користење на стар ботокс, користење на нестручни лица, третирање на пациенти со ботокс. Така, значи се во прашање на стручност или стручноста на лицето кое што работи со ботоксот? Најчесто. Така, сега јас би сакала да прашам колку постои заинтересираност кај нас за овој третман? Па, луѓето се скептици кај нас. Луѓето што пробале редовно се навраќаат повторно на третмани. Многу од нив се многу задоволни и полека се проширува палетата на пациенти кои доаѓаат за користење на ботокс. Чисто по форуми знаеме да го сретнеме и терминот ботокс парти. Што тоа значи? Чисто е застапено низ светот. Ботокс парти е термин кој на запад многу се користи, бидејќи третманите, како што реков пред малце, третманите со ботокс би требале да бидат во период од 8 часа од отварање на ампулата на ботокс. Се собираат друштва, другари и така натаму и доаѓаат заедно во ординацијата и прават ботокс парти. Фактички сите го убризгуваме ботоксот, една или две ампули од ботокс и тоа значи ботокс парти. Така и тоа говори за тоа колку ботоксот е широк е актуелен и широко распространет на запад. Така, во светот е веќе на широко распространет ботоксот. Би сакала да прашам што значи како термин беби ботокс? Терминот беби ботокс значи кај клиенти кои прв пат доаѓаат и се интересираат за ботокс. Јас секогаш им препорачувам третман со беби ботокс. Што значи тоа? Дека се убризгува 1/3 од нормалната количина што треба да се убризга на ботокс. Чисто пациентот да дојде во контакт со ботокс, да го осети ботоксот, да ги разбие предрасудите за отров, за токсин, за атрофија на лицето и така натаму и така натаму. Така, сте се соочиле со многу луѓе кои веќе имаат користен оваков третман и оние кои што се скептици, какви се реакциите по третманот? Дали луѓето се задоволни? Најинтересно е што луѓето кои биле скептици, кои биле уплашени од ботоксот се најредовни пациенти. Значи, они се презадоволни од ботокс. Така, многу ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека ги охрабривме сите оние кои беа скептични и одговоривме на сите поставени прашања кои што ни пристигна. Ви благодарам уште еднаш. Фала, поздрав до
гледачите на Sky телевизија.